Добро утро, почитувани слушатели, утринско еспресо на Радио Лидер. Јас сум Љупчо Златев, а вие сте на фреквенцијата 98,1 FM. Меморирајте ја во вашиот автомобил, доколку не следите отпосле на YouTube. Не заборавајте да стиснете претплати се, бесплатно е. Само таков е преводот на македонски, претплати се. Ово утро заедно со мене Искра Коровешовска. Добро утро, Искра. Добро утро, Љупче. Само микрофон на време. Да, како ретко досега почнавме на време, тоа е вистинска реткост на фреквенцијата 98,90. Имаме ово утро професорка по македонски јазик и јас чувствувам огромен притисок да не утнам во наместо 90 да кажам 90 наместо 200-300, како беше тоа? Добро е што така ти делува присуството на професорката, заради тоа што на новиве генерации никако таков тип на авторитети не им буди баш одговорно однесување па изборување. Одамна немаат прачки, во наше време беа со прачки, одамна немаат кога ќе помислам професорка прво тука се имаме такви примери, од нашите основни времења на основно образование. Па дури во средно, морам да кажем, ја учев во техничко, таму да воспоставиш ред беше навистина само највештите успеваа во тоа и само најсилните. Ако сте биле поише момчиња, вас полесно може да ве контролираат и сега само дебатата да не ни отиде во друг правец. 85% од класот бевме момчиња. Сега во оваа емисија момчињата се само 1/3, 2/3. Имам ово утро две прекрасни дами со мене во студиото. Добро утро за Татјана Алексич, професорка, но и еден на англиски тоа би се нарекло public intellectual, човек кој секогаш во медиумите предизвикува внимание со својата појава, внимание со работите кои ги зборува. Добро утро. Добро утро. Добро утро и од мене, од фреквенцијата на Радио Лидер и опуштено во врска со правописот и правоговор, затоа што и учителката колку пати знае, особено со актинските целости, што би рекле народски, да оплеска. Добро, вие сте работите со тинејџери на кои баш им е потребен некаков понепосреден, покомотен, да речеме, пристап за да допрете до нив. Ајде веднаш никако да врземе темата со, за жал, несаканите случувања последниве денови, односно прерано згаснатиот живот на Фросина. Васил Јованов е одговорното лице, виновникот, за кој што процедурата тече како што тече. Следиме секојдневно преку медиумите и во јавните изданија, да речем, како сето тоа изгледа, колку е направен пропустот, еве, професорке на почеток, при едуцирањето, да речеме, и непрепознавањето токму во овие суштински тинејџерски години на еден вака млад човек, 20 годишен е Васил Јованов, за да стигне до тука докаде што е, бидејќи неговото животно сиви, ако може така да го наречеме, не е само ова, да речеме, ваков начин однесување, тука е пред се и криминално. Значи, дилање дрога и препродавање на недозволени супстанци. Деликвенти секогаш имало и деликвенти секогаш ќе има, но кај е пропустот во делот на образованието, во делот на воспитувањето? Можете ли вие во образовниот процес да исправите нешто што е криво насадено претходно? Ете, први неможност да изразам длабоко сочувство до семејствата на Фросина, но и до семејството на Васил, затоа што многу е тешко и тегомно да живееш остатокот од животот со грижа на совест. Да се соочува со вината дека твоето дете кој си го одгледувал и чувал на крајот влегува во криминал и во состојба на деликвенција. Условите кои му биле обезбедени создале можност да влезе во тие води. Не сум во улога да судам, напротив, ето тој па и емотивен аспект и како нели еден педагог или просветен работник кој се, како да речем, дружи, соработува, ги сака и ги почитува своите ученици со една долгогодишен професорски, наставнички, учителски труд,
постојано го кажувам тоа дека јадрото на базичното јадро за воспитувањето на децата со се сиот тој генетски код наследен е семејството, значи тој микрокосмос, а подоцна и ние учителите, особено учителките од основно училиште, учителите од основно училиште имаат огромно влијание врз процесот на образование. Ние сме впрочем воспитно образовен процес. И неретко се случува да учителот има поголем авторитет отколку родителот, откако детето ќе почне да оди во училиште, што е добро, затоа што тоа што ќе го каже учителот како задач или нешто, детето тоа го почитува и подоцна го реализира. Веќе родителот ја губи таа улога или избледва таа улога на тутор над детето и ќе каже колку пати учителката вака ми кажа ти не си во право, што е некоја природна семена диалектика. Во случајот со престапникот имаме неколку средни училишта кои тој ги сменил. Бил избркан од едно, отишол во друго, во трето. Имаме такви примери, гледаме околу нас, имаме и успешни примери. Еве, ќе го спомнам без да му го кажам името, најдобриот новинар во редакцијата на Радио Лидер е сличен случај во делот на менувањето на средни школи поради недисциплина, но во даден дел од својот живот сватил дека тоа не е добро, бил интелигентен и од претходно. Дали најинтелигентните деца се оние кои се најсклони да западнат во вакви проблеми? Затоа што сите што го познаваат Васил Јованов велат дека тој бил навистина интелигентно дете. Но интересно прашање. Суштината сега анализираме далабински, ние не сме ни суд ни обвинителство, ние гледаме општествени појави, гледаме општествена пракса. Како еден човек кој бил просперитетен, паметен, наеднаш пред 2 години влегол во некакви погрешни кругови, во една спирала на лошо и деликвентско однесување. И Кецмановиќ бил интелигентен, и семејството на Кецмановиќ биле интелектуалци пар екселанс. Нели излезе председателот Вучиќ веднаш кажа, тоа е од семејство. Така што не би суделе за тоа. И Расколников во Злоставство и казна на Достоевски бил исто така интелигентно момче, но немал средства да се школува, па посегнал по идејата дека некој имал и средства треба да ја убие нели бабата за да дојде до средства. Не го познавам семејството, не го познавам момчето и повторам не би да судам, меѓутоа генерално кога ги гледам работите отстрани, оно што излезе од мене прв пат кога прочитав и тоа го напишав јавно, условите создале убиец. Значи, ако ти немаш дозвола, ако твоето дете нема возачка дозвола, ти му дозволиш да вози автомобил, без оглед дали го украл, и крадењето е престап. Значи, над авторитетот на родителот. Ако на детето му забраниш нешто, тоа не те слуша, значи веќе го губиш својот родителски авторитет. Поминал на црвено, возел прекумерна брзина, 120, 130. Време серија он има 15 прекршочни казни за возење без возачка дозvola. Значи не ја украл еднаш. Така, за само ако ја крадел, некој му ја дал. 2 децении, значи ајде да почнал од 15 години, за само 5 години. Толку многу прекршоци. Значи детето требало веднаш да не да се испрати само во поправен дом. Кај нас и поправните домови не функционира, затоа што се бауки за родителите и за сите. Меѓутоа тоа дете требало да се држи под надзор на родителите. Требало некаде да оди со родител, ќе оди без оглед што има 18 години што е полнолетен. Ако знам дека нели детето веќе скршнува од вистинскиот пат на човеколюбие и на хуманост кон другите. Со самото тоа што пиеш алкохол и влегош во кола, ти си потенцијален убиец. Секому може да му се случи со браќање. Може да ти изгледа, пешаците исто се неартикулирани. Многу често се поминува надвор од пешачкиот премин, не знаеш кој кога ќе ти излезе, и многу луѓе често пати велиме, леле внимавај, ќе ти излезе некој и ќе одидеш во затвор. Да, и одговорноста на пешаците апсолутно. Меѓутоа во овој случај буквално е без никакво оправдување. Добро, во контекст на муабетот, професорке, дали тоа значи дека строгоста како концепција, кога престанавме да ја практицираме и да ја доживуваме како ние во нашето на детство, почетокот, но од која немаат прачки наставниците, зашто строгоста се почна да се разбира како авторитарно однесување, како тоталитарно, како тортура, не знам. Зошто да не ја вратиме? Крајностите не се добри. Од една во друга крајност влеговме. Значи, од еден систем строг, дисциплина,
ова што го спомнавте, кубење за зулов и прачки, нели, како... Мантили носите уште? Не, за жал, иако јас сум за работна униформа. Јас сакам, јас сум за Се сеќавам на мојата наставничка, сега веќе покојна, Бог да ја прости, Билјана, он имаше еден виолетов мантил, имаше прачка. Сини виолетови такви. Да, и тоа беше страф и трепет. Се сеќавам дека практично еднаш јадев кјутек затоа што не запишував се во тетратката, а не запишував затоа што сум имал проблеми со видот и после дома кој ме праша, ама зошто те тепале, што било? Па викам не запишав се, зошто не запишав? Викам не гледав. Не можам да видам, како не можеш да видам? И тоа беше иницијална каписла да ме однесат на лекар. Значи за физички дефект сме јаделе кјутек. Да, што е хендикеп голем, не е тоа добро и не се оправдува никако и она... Но беше одличен педагог после. Не научи на вистина многу. Да, никош... Таа дисциплина може да е и без физички, ја не сум за физички тортури, од било кај, дури за вербално, не сум, противник сум на тоа, дека може умерено, меѓутоа треба да се бдее на децата и постојано да си тука, да си некој невидлив авторитет. Креностите не се добри, од една страна строгост, физички казни, од друга страна претерано либерални односи на родителите, ноншалантност, па не сум ја тутор, па не веќе самостоен, па треба сам. Од каде тоа дека сите на 18 години мора да полагаат за автомобили, да возат автомобили. Нека оди пешки, нека заврши факултет со велосипед, нека заработи за тој автомобил. И оно што постојано го повторувам, нели, освен мерката, некоја средина да се најдеме тука некаде ни престрого, ни прелиберално, работа. На овие генерации сегашни им недостасува навика за работа. Настрана што недостасува читачка навика, што е изфрлено читањето како кондиционен тренинг за живот. Не работат. Нашиве деца не сакаат да работат, како да им е подчеста да работат. Кога ќе видите младо момче, девече да чисти снег пред зградата, колективна зграда, да видите младо дете. Не, старите чистат. Значи, кога ќе видите, јас се возам со автобус, дете да стане, да ти ослободи место, па не можеш да најдеш такво нешто, со слушкалки, со телефони. Значи, порано сме станувале. Не дај Боже родител те види да не станеш од место или особено постар, ако видиш постар. Да некоја баба да придржиш торби, да пренесеш некого преку пешачки премен. Тие културни бонтон навики исчезна. Значи децата, новата генерација е осакатена со тоа што со часови седи пред компјутер, не можеме да ги контролираме што купуваат од тој компјутер, немаат физички контакт ни со родителите, ни со пријателите, ни со другарите. Ковид периодот не дотепа, значи оставени сами на себе со сите можни предизвици кои ги имаат интернетите и сето тоа направи една генерација која на која недостасува и комуникацијски вредности хумани, и сентимент, и чувство за другиот. Како му е на другиот? Јас излегов на протест со моите синови. Не излегов од политички аспект, значи политиката во се меша. Меѓутоа излегов за да ги поддржам родителите. Затоа што знаеш како им е кога ќе се ставиш во нивниот чевел. Како ли им на родителите? Они се сега во една еуфорија, не може ни да почувствуваат болката. Нив им значи тоа што ги поддржуваме, јавноста ги поддржува не сакаат правдата да истират правдата за да не се случи повторно. Значи сите овие примери и наназад треба на нас и на системот да ни бидат пример каде како да се спречат понатаму сите овие немили настани. Според некој, еве, вие сте дел од образовниот процес и токму затоа ме интересира. Дури како малолетник, она што ние го имаме како информација, дека ова лице имало предизвикано собрекајна незгода. Имало девијантно однесување, тепачки, така натаму. Потоа тоа се прелеало изворниот греф на македонското обвинителство, кое пред 2 години го ослободило од кривичен прогон, иако без возачка предизвикало собрекајка со телесни повреди. Обвинителството се откажало од гонење со спогодба со него во која тој платил 18.000 денари. Иако имало и повредени и огромна штета, а тој немал возачки, повторно бил пијан, ако немал и други субстанции. Еве вие како професор, доколку вие увидите дека едно дете е крајно деликвентно, дека се однесува на начин на кој веќе не може ни да се инкорпорира во она што се нарекува образование, во она што се нарекува клас, во она што се нарекува гимназија. Кој е механизмот? Каде вие пријавувате
за некој да разговара со него, за некој да поведе постапка и за некој ако веќе ги преминало сите граници да го однесе во поправен дом на 16, на 15, на 14 години. Или во тој систем, доколку родителите имаат доволно пари и моќ, може буквално да потплатат и да го спасат. Да се надоврзам, само да го дополнам прашањето. Конкретните чекори кои како професор би ги призеле и дали се доволни службите, педагог, социјален работник во една образовна институција, во едно училиште, да може да одговори на сите предизвици со кои децата се соочуваат од овој тип. И да ги следи. Да, се надоврзуваме некако. Веројатно вие сте виделе многу деликвенти низ образованието. Се надоврзувам на Преска што кажа дека на децата им недостасува работни навики, затоа што некој што работи нема време да ден губи. Тоа е нешто што нели генерацијата веќе ја етикетира како генерација која има време за глупости буквално. Втората работа се врските. Врските го пропасти образовниот систем. По секоја цена петки, по нарачка, врскаџиски и тука веќе ние сме влезени во коруптивниот систем. И ние сме мито и корупција. Кога ќе ставиш од една тројка петка, ти си веќе Само ќе ве прекинам. Јас не сум доктор, немам завршено медицина. Во мојата фамилија немам ни еден доктор. Ниту имам некој што има завршено медицина. Мене годишно ми се јавуваат помеѓу 5 и 10 луѓе да ме замолат да не познавам некој за некој нивни близок да положи анатомија на медицински. Значи за анатомија. Пази, ја не сум доктор. Си викам замисли да бев доктор и да имам стварно пријатели на медицински факултет кои предаваат анатомија, нели? За да можев да колку многу ќе ми звонеа и ќе ми бараа врски. Од каде доаѓа таа изворно тоа за врски? Добро да знаел за тројка, имал тројка. Што е страшно да имаш тројка? Од систем за уписната политика е погрешна, погубна. Ние дури го прифативме екстерното за да се спасиме од тие врски, меѓутоа екстерното отиде во погрешна насока со погрешна формула, знаеме нели дојде до тоа што дојде. И се уште ги чувствуваме последиците. Значи се додека има врски и таа уписна политика мора да има скроз одличен успех да се запише каде сака, не мора. Може да има и двојки и тројки да се запише. Укинување на приемниот на факултетите исто е погрешно нешто. И сето тоа не дотурка полека до каде што сме, до ова дередже, за да се купуваат дипломи подоцна, се купуваат магистерски, се гуглаат, се пишуваат, вештачка интелигенција си го направи своето и полека нели ни се случува во системот. Тоа се системски се прави со години, не може сега преку ноќ некој да ја најде формулата и сето тоа да се санира, се доведе во ред. Пак ќе го вратам времето, во мое време, значи стареам, немаше вакви врски. Значи ние сме сите сведоци смучали. Јас го кажам тоа личен пример. Емо врски за приватен факултет бараат. И за приватен факултет. Значи ја го кажам пример, сопругот мој, ние сме заедно во Орце Николов, што е трета година гимназија. Мојот сопруг изгуби година заради марксизам, единица доби, затоа што косеше трева под прозорот на Барни, кој предаваше марксизам, додека имаше студенти и се изнервира. Маж ми како маж, темпераментар со тоа коселицата вр и Барни Алексичу, српска паралелка, после чуте збогова го Качаник, него после Качаник, меѓутоа беше трета година на квадра. Татко максиларен хирург, мајка стоматолог во Букурешт, да не се јавија случајно да ургираат, изгуби година за една единица. Сакам да ви кажам какво време беше. Училиште му е тоа. Така е, јас и маж ми се криевме дека сме во врска, значи ја му ги давав лектирите онака скришно да не ме види некој професор, од почит кон професорите, кон институцијата, трета година, зашто да кажам јавно дека имам дечко. Прв пат се појавивме заедно како мисири на матурата, ама еден до друг, не да се држиме за рака. Еден што гледате како работите, не дека ние сме немале љубов, ете и на трета година гимназија, значи ние сме се сакали, сме биле во врски, меѓутоа сето тоа било дискретно. Не се споредува со ова што се случува сега. Прашањето... Маркс би бил многу разочаран од Барни. Затоа што некој кој доброволно физички труд применувал... Така, требаше да го наградиме. Значи, да биде, да квадрира марксизам е на вистина сепак во секој случај во име на Карл Маркс и на Фридрих Енгелс му се извинувам на вашиот сопруг. Има тука едно интересно коментар, прашање или констатација од гледач Илија Лазаров, вели: никогаш во мојот работен век како професор не носев прачка, но имав почит од сите ученици.
освен таквите на кои родителите има аверзија кон наставниците, а ги има такви. Сега лично знам мои пријатели кои сакале синот да им е мангоп, џабе ќе учел, со таквите деца е проблем. Вели И професор. тоа што прашаме како ние детектираме, имаме педагошка служба, значи ги испраќаме тие деца. Може би подобар пример, јас 17 години работев во Димитар Влахов. Таму се искалив како учител. Затоа што таму имате деца и од домски деца, деца од асоцијални семејства, од маргинализирани, и таму се учи учителствувањето. Како на тие деца да им придеш и да ги изнесеш на вистински пат. И изнесовме прекрасни ученици од Димитар Влахов и своји мајстори на своите занајати. Многу е полесно работиш со деца кои се семени, ситуирани, кои учат во Корчаген, значи деца кои се добри, кои се воспитани, кои немаат проблеми, немаат фрустрации. Но секаде има понекад деца кои се пуштено. Токму тоа стручно образование. Ние имаме перцепција дека сите треба во држава да бидат правници, економисти, доктори. Не, ние имаме потреба повеќе од молери, од бравари, од тишлери, од не знам тишлер како е литературниот збор, сега ви се извинувам професорке, но ние имаме потреба од занаетчи општо, од луѓе. Еве сега на пример во Македонија ние имаме проблем. Јас сакам да си купам електрично возило, во Македонија нема кој да ви го сервисира, затоа што не се доволно стручни овие од механичарските како се вика работилници. Потребно е ние да имаме стручен технички кадар. Зошто кај нас секогаш тоа се става во некој дали како се вика, фали поголема промоција државна. Јас доаѓам од техничко училиште, па успеав, не учев ни филозофија, ни етика, ни право, ни ништо, па успеав да завршам, да станам и политиколог, да станам и економист и да, еве сега да магистрирам политичка економија. Но, а доаѓам од стручно образование. Зошто не би можеле сите ние да бидеме и занаетчи, ама после и да научиме, нели, и да преидеме во фазата на високо образование? Повторно системска грешка на системот, на образовниот систем. Значи, се донесе закон за гимназиски паралелки. Почна масовно се отварат гимназиски паралелки. Така се унесреќа средните стручни школи. Стручните школи, занаетот е јадро на општеството. Општеството, тому е погон, гориво на општеството. Не може и не треба секој да заврши гимназија. Гимназијата не учи на сестраност. Значи ти со гимназија имаш едно сестрано знаење и веќе можеш за тие 4 години да видиш на што си наклонет. Иако во многу странски системи, нели се повикуваме ни во Америка, уште во основно училиште бдеат на децата и знаат на што е предиспониран за да се запише во средно или стручна школа. Стручните школи ги убивме на место. Јас бев многу лута за тоа, јавно зборував. Добро, сега има иницијатива за дуално. Сега се враќаме со дуално. Значи ние секогаш на грешките учиме. Јас уште кога бев во Орце Николов, веднаш после нас таа генерација воведоа стручно училиште. На средно насочено беше укинато секаде. Од Словенија до кај нас, од Вардар па од кај нас до кај Словенија, сите ги укина средните насочени, ги вратија гимназиите, ние воведовме насочено. Значи, постојано некои експерименти во образовниот систем, како да е подобно за експериментирање, меѓутоа, наместо да се учиме на грешките, ние грешките ги следиме. И истото беше со средните стручни. Значи, сега треба реанимација на средните стручни школи, повторно се врати тоа темпо, повеќе се обезбеди вработување и пракса на тие ученици, затоа што нема ништо подобро детето да почне да работи веќе после 3 или 4 години, а ако сака да студира, може и како фризер, и како пекар, и како дрводелец, тишлар, може да се усовршува, може да напредува, никој не му забрана. Ни го најдоа литературниот збор. Слушателите ви благодариме, беше толку очигледен и толку сум глупав што не ми текна. Станува збор за зборот столар. Немам гимназија сега, можда ради тоа не ми текна зборот. Да, но знаете, еве, да се вратиме назад на случајот. Кога родителите ќе затајат, а се случува. Денес живееме во едно доба на каде што не е тоа затоа што тие не си го сакаат детето, да се разбереме, но родителството затајува најчесто поради кариеризам во ера на слободен пазар и на капитализам. Да, едноставно немаат време, поважно им е промоцијата на работа,
поважно им е тоа колку пари ќе донеса дома, од тоа кој ќе ги потроши, од тоа каква личност нели ќе ги потроши. Кога ќе затајат родителите, како системот треба да реагира? Што треба тогаш да направи системот? Да го задржи во училиште, да појача педагошка служба и да има на секој дете еден асистент, образован асистент кој ќе се грижи, ќе бде додека е во рамките на училиштето, додека не излезе од оградата на училиштето. Да чека да го превземе родител, да не оди сам. Значи мора да има контрола. Универзитетите во Англија се вика student advisor. Кога се ротира, одам во една школа, не ми е детето прифатено. Тука дај ќе одам во друга школа, во трета школа ништо не добиваш. Да. Значи добиваш време за да го завршиш тоа школа и еве ги последиците. Неказнивоста не уби, не казни сите. Неказнивоста која се базира на прво врски, банални, или ајде вамо ќе ставиме тројка, петка, банални, меѓутоа така иде, така почнува. Да. Кога ти имаш образ, да ургираш за твое дете, да доби оценка која не ја заслужува, ти си веќе подложен на корупција. Кога ние наставниците ќе поправиме оценка, затоа што и чеки тие се доктори вамо и таму ќе има потреба од нив, ти си веќе подложен на корупција. Кој авторитет сме ние? Добро се. Кој авторитет сме како Во наставници, како Македонија, ако родители? немаш врски, не можеш да стигнеш до клиник. Значи системот не умрежи во тој врскаджиски пролапс. Значи ние сме во еден амбис на корупција. Најканцерогеното нешто што ние сме во корупција, онака heavy metal по сите шевови. И не можеме да се извлечеме доцна. Децата си ги пропастивме. Што им оставивме ние на нашите деца и нивните генерации? Не им оставивме здрав систем. И ова што се случи сега со Фросина, со вас, ова е метафора на државата. Дивите питомите. Значи едно капка дете кое работи, работливо, трудолюбиво, Креативно. Јас лично имав прилика да запознам така што и знам. убиено несовесно дете, неодговорно дете. Професорке, аналогно или паралелно со сето, имам еден случај со мало дете, оделенче во Лазо Ангеловски, кое што успеа на некој начин да буквално ги исклучи сите ученици од оделението и практично да бойкотираат настава, па имаше обеди за трансфер во 11 октомври, па се крена родители на протест и така натаму. Еве, како тоа би требало да се реши? Знам дека е неблагодарно прашање вама. Да, малку не сум ни во текстот и меѓутоа има многу често имаме проблеми со деца кои се, да речеме, или аутисти или имаат некои проблеми емотивни, сентиментални, ментални, затоа велма образовни асистенти со нив да бдеат, затоа што тие деца апсолутно не се виновни поради сето тоа и кај нив треба многу љубов, многу соработка, многу разбирање, да ги научиме да чувствуваат заедно и да има една грижа околу нив. Дете кое е агресивно и кое е опасно за другите деца, не можеме да го исфрлиме од општеството. Да платиме домашни учители како што имало порано, па да го воспитуваат домашни учители. Но треба над нив да бдеат повеќе образовни асистенти, буквално да се за тоа дете за рака да го држат тоа е една од иницијативите на не може поинаку. Значи ние треба се навикнеме на различните од себе. Исто беше со години се ставаше атак, ја бегам од тема до тема со хомосексуалството. Каде со нив? Треба да ги селиме тие луѓе. Какви меѓу нив има само добри, позитивни, благородни луѓе. Добро, да не беа многу геови во историјата, многу немаше да имаме толку технолошки, цивилизацијски, научен, културен напредок. Најголем дел од најголем дел, голем процент од оние личности кои направиле квантен скок на планетата биле геи, сега да не ги именувам кој, но... Меѓутоа сакам да кажам, тие луѓе апсолутно не треба да се етикетираат, да се сметат како различни од нас, а не она треба да се исела, треба доста. Сега ќе се обидам да направам во делот на воспитувањето една паралела со она што говори еден Джордан Питерсон, кој го обвинуваат за токсична мускуларност, дека наметнува како еден автор, психолог. Тој вели главен проблем на западната цивилизација, ние сме дел од западната цивилизација, е потрагата по среќа. Вели, ние мислиме дека среќата е врвниот авторитет и односно врвното достигнување во нашиот живот. Не е среќата. Според него треба да биде одговорноста, односно колку одговорни личности сме ние. И токму затоа и при редакцијскиот коментар за овој случај напишав прашање до правосудните институции кои го ослободиле Васил Јованов, но и до оние кои фаќале врски
уште колку деца треба да убиете за вашите деца да ги направите среќни. Знаете, Многу филозофско, ова е вака изгледа едноставно, но суштинско е. Знаете како? Го прави да биде среќен да вози кола. Дај му кола. Го прави да биде среќен да пуши трева. Па шо има везе? Нека пуши трева. Го прави среќен да потроши вечерва толку и толку пари во тоа и тоа дискотека. Па, нека биде среќен. Родителите дали потребата на родителите да ги прават децата среќни е една длабока себична потреба. Апсолутно. Децата не треба да бидат среќни. Децата треба да бидат одговорни. Ова може би е малку сега претерано мрачно од моја страна, но суштината е дека ние постојано трагаме по некаква среќа и никако да ја најдеме. Така. Среќата е како сенка, ако ја бркаш, таа не може да ја сасаш, никош бега пред тебе. Исто како и учењето. Учењето не треба да е лесно. Учењето треба да е тешко. Одговорноста е тешка. Знаете како, често пати знаелете, баш мои влаховци, јас сум сентиментално врзана со нив, да кажат професорке, па баш сме несрекни, немаме доволно ни пари, ни средства, немаме едно друго, знаеле се жалат кога излеземе навечер, кога не прашаат каде живееме, ако им кажеме негде зеленико бегаат, но нас викам супер што бегаат и треба бегат и вие од нив. И често пати ме цитирале, знаете, ние учителките пред пензија, кога ќе слушнеме што сме зборуваме, викаме, зарем, јас сум го кажала тоа, им кажа што е услов за среќа, викав 2 Л ви се доволни. Што е тоа, професорке? 2 Л, лажица и Ленор, сега реклама за Ленор. Во смисла да има дом каде што јадат сготвено, не инстант храна, купена, туку лажица и чиста постела. Доволно за среќа, се разбудиш, да не си гладен и да имаш каде да спиеш. Се е друго релативно. Ние го изматериализиравме светот, го истурнавме духовното пред материјалното. Исто како што сакаме ги турнеме филозофија, етика и логика, ги избркаме, тука сум Ифрит Лута, ги тоа зборуваат многу покомпетентни од мене. Сакаме да ги турнеме, да ги тргнеме, исто така и ова. Значи, треба децата да се навикнат на одговорност, на трудолюбивост, тука е среќата. Кога ќе сработиш нешто, кога ќе направиш нешто за добробит на сите. Ама знаете, првенствено, кога ќе ве научат да си го направите креветот, првите неколку дена нема да бидете среќни дека треба да си го наместите креветот, знаеш. Ја, например, дури мене веќе во подоцнежниот дел од моето воспитување, кога веќе се оженив, ме воспитаа дека треба чорапите да се фрлат, нели, во канта во корпа за перење подоцна. Воспитувањето кај мене, нели, трае се уште до 35-6 години, мислам дека ова ти е круцијално со сопругата тука, ако не значи, но суштината е дека тешко е човек да биде одговорен. Услов за среќа и хигиената, кога сме кај чорапите. Знаете како, Сизиф бил среќен кога туркал камен, казнат од боговите. И ја наоѓал среќата и безполезноста. Децата прават реципроцитет со пари. Што ќе ми е тоа да учам ако тоа немам пари? Зашто тој факултет ако не можам да се вработам на пазарот на труда, да се продадам на пазарот на... Значи се споредува со моќта на парите кои направија карамбол. Ова ни е вака затоа што системски влеговме во еден материализам, суров, оно што База го попишал во клетници. И децата се гледат низ призма на пари. Не би работел тоа ако не сум платен. Зошто јас тоа да го работам? Ги споменавте филозофија, етика, логика, мислам дека јасно беше кажано пред неколку недели од страна на министерката дека тие нема да се укинат, но одличен е моментот на отварање на дебатата, бидејќи де факто суштинскиот, содржинскиот, суштественото значење на овие предмети не успеваат наставниците да го пренесат или да ги едуцираат децата во таа насока. Значи, може би е најнеопходно во рамките на оваа дебата да се смени начинот на кој што се продаваат, условно речено, овие предмети. Филозофија е преважен концепт, тоа е основа на живењето. База на науката, нема наука без филозофија. Зошто се теоретизираат и се абстрахираат, односно се прават, се доведуваат до абстрактна форма во таа смисла, наместо секојдневно да се практицираат. Еве, например, една ирска професорка, како пример од колешка знам, бидејќи брати живее таму, дека да речеме пред клучни празници, големи, божјики, така натаму, децата секојдневно имаат обврска неколку часа да прават хумано дело. Тоа е во рамки на филозофија, во рамки на етика, па и на логика, во суштина.
Не да седат на телефон, туку да, не знам, на стар човек денеска да му се помогне, на неколку стари луѓе, потоа да направат извештај за тоа есеистички, нели фино да опишат како поминале дента, што направиле за тој постар човек, изнемаштен и така натаму. Следен ден нешто друго за животната средина и слично. Зошто не се иницира еве во овој правец доди дебатата, туку веднаш се удира со сатар ке ги укинат или нема, и тука едно општо лудило настанува на социјални мрежи, еве вие сте вакви ВМРО, дојде ќе се укинат филозофија. Дебатата е многу по суштествена во принцип. Сега ме подсетивте свој пример во Ирска, некако Корчагин има среќа со професорите по филозофија. Професор Сидовски ги носеше своите ученици во текот на предавањата и на клиника каде што се раѓаат, на породилно, и бардовци, и на грбиштата, за да сватат филозофијата на животот, каде се раѓаме, каде завршуваме и каде е лудилото. Значи еден брилијантен професор par excellence, негова школа е Ристо Солунчев професор. Супругата на Ристо Солунчев, Драгица Солунчева, предава кај нас, значи имаме среќа со професори по филозофија. Од респект, од почит кон тие луѓе, требаше да биде буквално, како да кажам, еден срамен момент дека такво нешто треба да настане. Со должна почит кон министерката, почна одлично, почна со консултација, консолидаризација со директорите, со наставниците. Јас мислам дека ова нешто е излезено од контекст, од концентрација. Не можеш на база на анкета да утврдиш дека нема потреба од филозофија. Има потреба, што го спомнавте, можеби од начинот кој на децата им го пренесува своето знаење. Затоа ние често наставниците сме мотиватори и демотиватори, а не да се исврат предмети. Гимназија е место каде што се учи се. Затоа сме сестрани. Во автобиографиите на познатите писатели, гениалци, сестраност. Бил сестрана личност. Значи не е ограничен, туку е сестран. Еве, јас сум од Кавадарци, у Кавадарци имавме случај професори по етика, историја на религија и филозофија. Имаме 2-3 што погина предозирани од хероин. А предава на ученици. Сега, знаете, преку позитивните примери, исто и оваа искривеност со родови политики, со трансджендер политики и така натаму. Јас сум прилично либерален човек во однос сите овие прашања, ама не сметам па дека треба тоа да биде дел од образовниот процес на тоа ниво на кое што некој сакаше да го воспостави. И сега, дебатата има основ. Сега, дали треба да се примени радикално решение или тоа треба да се измени, тоа е веќе друго прашање, но дали има основ дебатата? Извинете, ама јас не сакам моето дете да учи дека може да се чувствува родово како портокал. Мислам дека ова е проверување само што се нешто од овие предмети, да се види нели пулсот на наставниците, дека одличен одговор даде од катедрата од Институтот за филозофија и веќе во дебата сите кажавме по нешто дека министерката ќе се повлече. Тоа беше исто во основно. Тоа ме плаши малку, не се протнени с помала врата, или претходната министерка, мислевме тука е крај, кога даде оној непристоен преглед за слевање на предмети, па тројца наставници да оценуваат еден ученик по прво полугодие едни предмети, второ, значи хаос. И рековме до тука е веќе, нема да има хаос. Така што ова, мислам дека некој чисто се види мислењето, еве го добие мислењето и треба тоа да го повлечат на еден нормален, достојствен начин, дека не е добро да се во секој случај доброто е што има дебата околу оваа концепција. Минатата концепција беше буквално амблок наметната. Да. Се враќаме назад по рекламите, почитувани слушатели. Бидете со нас. Разговараме за многу делабоки теми ово утро. Бидете одговорни, слушнете еве што имаме ние да ви понудиме за паузата, а ние ќе бидеме и одговорни кон вас. Во вториот дел ќе понудиме уште поинтересни теми со кои ќе завршиме оваа емисија. Се враќаме назад. Дебатата не престана. Имаме еден филозоф, техничар, заборав да го... Се враќаме назад во студиото на Радио Лидер, почитувани слушатели, со професорката Татјана Алексич и професорката Искра Коровешовска. Кај Искра веќе доаѓаат воспитани, условно кажано. Да, воспитани кои веќе се до некаде, односно почнале да се градат, меѓутоа она што е слабост, мислам дека генерално е нечитањето книги и литература. Навикнати се да дебатиравме во рамки на паузата на инстант созревање некое си преку кратки рилсови и преку видео сториња, односно нели телефоните им се примарното средство со кое стануваат и легнуваат.
читањето книги мислам дека сериозно го гради човекот во секоја смисла и не мора тоа да се не знам какви филозофски тешки, не знам, било каков жанр е добивка. Имаме тука една фреквентна разлика во тоа што е добро а што лошо. Се сеќавам пред 3 години, 4, сега не ме фаќајте за збор, избра некаков студентски лидер и ние објавивме за него дека како медиум нас не ни се допаѓа тој студентски лидер кој не беше на избор избран, туку го избра на факултет таму, професорите или како беше, затоа што велиме, еве погледнете, он постирал фотографии како мота джоинт во предавална. И почна тука, еве, вие сте против легализација, затуцани, конзервативни, вакви такви. Ја викам, не, јас сум за легализација на марихуаната, ама кој што не треба предавална да пиеш пиво, иако е легално, или као полнолетник да пиеш пиво, ама не личи сега да опрчиме нозе ние на предавална на факултети да пиеме пиво и да пушиме цигари. Легализација од здравствени причини. Значи, не, и исто така не е во ред и джоинт да моташ во предавална. Предавалната е свето научно место. Ние сме жртви на една инстант култура. Разговаравме тоа за време на паузата. Се истрошивме. Да. Не истапна дебата. Кај нас некако работиве све многу бинарен систем имаме. Што е кул, што не е кул. Брзината убива. Значи се што се фабрикува музика, храна, значи се, дури не кажа на шега велам и сексот стана нешто пребрзо, значи се што е полека, што се прави со љубов, кога готвите со љубов се знае какво е јадењето, кога учите со љубов се знае какво е учењето, кога се чита книга, на што велам ја, водите љубов со книгите, подвлекувајте, да имате интеракција со таа книга, да ви остане нешто во вашата ментална датотека. Децата веднаш велат оно што го зборувавме, а што користи имам ако прочитам книги, тука не се парите, нели? Тоа е она. Меѓутоа кога ги читаш книгите и кога ќе се научиш да читаш книги, веќе парите нема ти бидат приоритет и нема ти бидат битни. Парите се важни за екзистенција. Да, парите се битни, меѓутоа и се доаѓа на работа прашува професор ке вие како влеговте во 3 води, од 2-3 места работите за да можете, нели, за да не цивкаме, да не плачеме дека платите ни се мали. Да дополнаш со нешто во кое што можеш добро да пливаш, што се. А исто време не го сакаш, сега се враќаме на коранот на поентата, тоа е љубовта. Да го правиш тоа со љубов и секогаш ќе има резултати, и да не е на брзина. Така е, да е полека, да е темелно, да е убаво, и затоа се раѓа успехот кога нешто успешно. Овие што се инстант исто кога зборуваме за музиката, еве јас јавно го зборам тоа за Турбо Фолкот, дека и тоа направи еден, како да кажам, потик и мотиви за дрога и за порнографија и за оно што не, за жал. И од денешен аспект кога гледаме Лепа Брена, од каде што почна, нели, Турбо Фолкот, јобаш имаше еден вид со што го обележи во кое време живееш, во времето на Лепа Брена, во милениумот на Лепа Брена. Од денешен аспект Брена е Чајковски за сегашно. Значи кога ќе видиме како јас на светско ниво правам споредба. Да речеме, се уште издава песни често и се уште тие песни се добри, еден Ерик Клептон. Вие го знаете Ерик Клептон. Кој е Ерик Клептон? Ерик Клептон на YouTube има 50 пати помалку прегледи од, како се викаше, од ТеатаИровиќ. Да. И од Нучи Бебо Бебо. И тоа е ужасно. А Ерик Клептон твори за многу поголема публика од што твори ТеатаИровиќ, пошто на англиски му се песните, ма разбирате. Значи, квалитетната публика секош била минималистичка. Нема тука многу. Да, но Ерик Клептон у 70-ти, 90-ти бил на вистина популарен. Една тажна вест да споделиме ово утро, на 60 годишна возраст почина Теофил Панчич, еден од најистекнатите српски новинари и писатели од поранешна Југославија. Во текот на неговата кариера беше препознае како остар коментатор на општествените и политичките настани, долгогодишен колумнист на неделникот Време, политички коментатор на Радио Слободна Европа и соработник на бројни регионални и меѓународни медиуми. Теофил Панчич е значен за одбележување кај нас, затоа што тој е роден во Скопје, град за кој секогаш говори дека има поставено траен белег бритак по език, неговиот... Теофил. Да.
Да, неговиот татко бил војно лице, тука е роден. И тука има првите години од неговиот живот ги има впрочем во Скопје. Поминато тажна вест, се помалку теофили има на светот. Особено и на Балканот. Се помалку луѓе со така еден остар, но досетлив стил, една убава форма на изразување. И духовит, меѓуто и аргументиран. Да. Многу е битно и со факти и со аргументи, кога се служи некој. Порано се чекаше со денови некој да напише колумна. Денес колумните се обични политички памфлети, партиски памфлети. Пишуваме сите, дури ја некој, за себе па ми е непријатно кажам дека ми е колумна и не ми се колумни, туку велам записи, чкртаници, затоа што да се колумни треба многу школа. Може би и тоа критериумите да се изместија. Значи се нема, ја некош се велам пак е одговорности на медиумите. И медиумите и системот. Кога влегов прв пат нели во македонска телевизија со проектот Сексуална азбука, никој не ме провери дали сум нормална или ненормална. Веднаш ме пуштија во етер, веројатно имале некој инстинкт дека се работи за емисија која е едукативна. Меѓутоа порано не си можела, ако не поменеш, да те слушне Бранка Станковска. Први дал ти е добра моториката, устниот апарат, дали се служиш добро, каква ти е дикцијата се, така што се некако одиме на површност и неодговорност и кон работата и кон останатите кон кои што нели ја шириш таа твоја енергија. Каде е тој македонски јазик на Бранка Станковска? Јас кога ги слушам оние прилози на македонската радио телевизија од 70-ти, од 80-ти, од 60-ти, од 50-ти, кога ги слушам оние стари документарци, се чувствувам како денешка да сме назад. Јас некој друг јазик зборувам, нели, споредбено со овие луѓе. Па доколку ги пуштите, особено тука, ќе ја насочам, нели, вината на приватните телевизии, доколку ги пуштите денес медиумите, тој јазик не е македонски јазик. Тоа е нешто друго, знаете. Да, дури и ова што ова утро ние го зборуваме, одстапува од она што се нарекува македонски литературен јазик, дури ние користиме жаргонизми. Но добро, ние сепак сме некаква емисија која може да си го дозволи тоа, но во информативните блокови да имате толку многу немакедонски јазик. Сленгот и жаргонот дава динамика и симпатични се кога еви во вакви емисии може да се користат чисто заради пример. Меѓутоа поради пример, еве јас грешив, поради пример. Инстантот го спомнавте како модел, како меинстрип на денешнава популација, се на брзина. И техниката, заедно спрега со техниката, го донесоа и јазикот, и животот, и се оно што е до тука. Се е нешто на брзина и површно и не е темелно. Технологијата, наместо да ни унапреди нас, да ни служи, се случи обратно. Ние слугуваме на технологијата. Не можеш да зборуваш ако не читаш и не пишуваш, тоа е заедно во спрега. Децата учат од куси, брзопотезни информации, од рилсови. Нема тука наука. Ние намерно не правиме рилсови од оваа емисија. Ти сега едно дете кој е навикнато од најмала возраст да седи пред компјутер и да му излегуваат оние сензации, флешови, музика, да го седнеш пред црно-бел свет, или една печатана книга, многу тешко ќе додржи концентрација. Меѓутоа, оно што се случува со мозокот ментално, кога рачно се пишува, и кога се чита, и кога устно се интерпретира, не може да замене ни една апаратура. Значи, не може. Ние децата во насока на пишување ги обезписменивме. Во наше време, пак ќе кажем, имаше и правопис, и правоговор, имаше краснопис. Значи, се внимаваше како се пишува. Ние веќе не знаеме да пишуваме, ја од себе тргнувам. Искривен е ракописот. А поинаква е координацијата. Брзи прсти, многу често грешам кога пишувам на тастатура, што не можеш да сгрешиш кога пишуваш рачно. Така. Кога читаат, децата имаат право да имаат своја фикција и фантазија за ликовите. И вие кога читате книга, па гледате филм како изневерени да сте го. Читате, да речеме, ајде, скоро беше Свети Татјана, Евгени Онеги на Пушкин романот, и ја замислувате Татјана која пишува или Русоко. Да, најчесто не разочарува. Не разочарува, денес го гледаме филм, брилјантниот филм. Тоа се добри, режисери, добри сценаристи. Да речеме, единствената, сите ме разочарале што сум ги. Обично прво читам книга, па после го гледам филмот. Единствено различно мислам со Кум, но Кум
е единствениот филм каде што филмот е подобар од книгата на Марио Пузо. Да бидам искрен, мора, мислам дека кој беше Со Марлон Брандо или со Марлон Брандо, да. Сите три продолженија, генерално особено првиот е феноменален. Франсис Кумп, само Коппола. Да, Коппола, да. Од него. Да, Значи тоа беше единствениот филм каде што филмот е исклучокот кој го потврдува правилот. Коппола е мајстор на својот режисерски занет. Евгений Онегин го спомна, филмот брилјантен филм и често пати им кажам на децата да го гледат, меѓутоа има извадоци кои не се доловени во филмот и тука можеш да ги фатиш децата дели дека сака да мама дека го прочитале делото, всушност го изгледале филмот. И не е така. Меѓутоа таа култура, мојот предмет е подобен, да прочиташ книга, да изгледаш филм или театарска представа или оперска некоја изведба е формула за долго паметење. И тоа е што велам, значи културата, знаењето, никој ништо не може да ви ги уништи освен деменција, далеко била или склероза. Тоа е оној багаж кој кај да отидеш го отвараш и го имаш. И 7 минути се доволни да видиш со кого си имаш работа ако разговараш. Нема криенка во знаењето. Ти можеш со вештачка интелигенција да напишеш есеи, докторски дисертации, но не можеш во разговор жив да го забележиш. Затоа ја се лутев на тој болонски систем и направив факултет затоа што се заокружување. Мора да се види реториката на говорникот, на студентот, да се награди за својата добра интерпретација, не само за заокружувањето. Кога сме кај паралелите меѓу книгата напишана и филмот, еве на едно по тинејџерско или како да го речем ниво е 50 нијанси сиво. Книгата е сосема различна и многу посликовита и пожива колку што е поевтин, ајде ако може вака да се каже, филмот. Го споминавте сексуалното образование, еве некој ваков прелаз да направи малку за сексуалната сексуалната азбука која што беше ваше. Што емисија тоа ако не завршиме со секс? Авторско дело. Како треба да се предава сексуалното образование, професор? Види, се што е добро завршува со секс. Да биде па така и оваа емисија. Суштината на среќата која што дискутиравме преска. Инаку еве пофалба за емисијата, само дигресија, браво за денешната емисија, гостинката, темата доста политика од еден ваков час, нели? Да. Стократно е поголема корист. Добро. Одиме на политиката имаме само штета. Пукајте ја и сега го држам часот 10 Максимович. Пуцете и данас. Политиката не пропастува ке нас, за жал една дисциплина, една наука, возвишена како политиката, ја скврнавевме соради погрешен избор на погрешен партнер, што би рекло. Во бракот е најважно и во врска да имаш вистински партнер, значи погрешен избор за се е нешто што прави колатерални грешки. За сексот може секој да зборува и ние сме народ кој многу сака да зборува за тоа, па и вицеви, па и шега и мајта, па и јазикот, вербалните единици често алудираат на сексуалноста, меѓутоа може да предават и да зборуваат само стручни и компетентни. Значи секој доктор може да се занимава со сексуалноста, но сексолози немаме многу. Мене ми беше во емисијата за цело време присутна доктор Славица Арсова. Тогаш беше единствен магистарски труд за сексуални дисфункции, доктор Викторија Вујович, доктор Горан Димитров, Сотир Ставридис, Татјана Горжанова, Татјана Стојанова, значи немаше да мрднам да не беа тие, немаше да се осмелам јас една учителка. Мене ме натера, ме потикнаа децата од Димитар Влахов и тогаш имавме на фрапантна бројка за први бевме по малолетнички абортус на малолетнички, не само од муслиманската популација како што се мисли. И тоа беше нешто што мене ме потикне, некои случаеви кои ги има во Димитар Влахов, кои не се вака и за јавно кажување, затоа што кога се сетам коса ми се исправа, сметав дека треба на деца да им се приближиме и да им кажеме како да разликуваат добро од лошо, што е порнографија, што е еротика. Меѓутоа никако да одат по училишта, средни да предаваат деца кои се деца, се уште се млади, 20-30 години, тренери, некои мотивацијски говорници, не. Доктор, исклучио доктор, сексолог, затоа што може да се шокирате од поставените прашања на кои што нема да знаете да одговорите. Тоа е толку една суптилна, толку битна тема да не сме свесни. Значи многу е битно. Многу честопати разни девијации, проблеми психолошки потекнуваат од погрешна информација за сексуалност, погрешно искуство. Децата не треба да брзаат со сексот, тоа постојано го кажам и како родител, има време после 18-19 години кои ќе созреат не само физички, туку и ментално. Сега ќе каже некој па Ромео и Џулиета се сакале на
на 13-14 години. Затоа умреле. Меѓутоа, тоа немале зашто друго нели да се занимаваат, се случува. Меѓутоа денеска повеќе одиме на едукација, образование, тоа не значи се помести границите. Сега веќе гледате дека бракот и ствари Шекспир, никој поентата е дека толку мал не се влегува во љубов. Тоа е главната поента. Вие забегавте у деталите, се заљубивте у деталите и ја заборавивте сите суштината. Дека може биде токсична. Именно. Да. Така што мислам да не дека се сме брза единствена и планетава со ова толкување на Шекспир, на да пробам. па британска школа се гледа дека негде во Лондон сте биле во некои едукации, до едукации. Па малку лево размислување, ако може да водите они лево, ние десно мора да се разликуваме од британците. Но стварно вие не свативте уствари што е Шекспир. Сепак сме едукативни утрово. Ние сме постојано. Таа емисија заврши од здравствени причини, меѓутоа после продолжи во писмена форма и на крајот ме натера Леда Стефановска да отпечатиме книга Сексуална азбука, која всушност е еден сексуален лексикон, каде што има многу драги личности, луѓе од моето секојдневие кои својот стручен аспект зборуваат одредена буква од Адашо и мислам дека тоа е многу нешто интересно, че тоа не е моја книга, не сум писател, којато така се случи да направиме еден авторски сегмент од медиумите, од телевизиските медиуми да влезат во каде што сексот беше табу тема во медиумите. Па Аца Костич беше меѓу првите кој напиша сексуален лексикон, Александар Костич, ја всушност ги читав неговите книги, дедо ми беше нейропсихијатар и се послужи со неговите книги, ги препрочитав, значи ја прочитав еден куп книги пред да направам концепт за сексуална азбука, за да можам нели да пливам во тие води. И сега се смееме со доктор Тања Гружанова, водиме подкаст во добро здравје. Вика, како си спремна? Па вика, малку ли читав, нели? Докториравте практички. Да, а кај нас, ета и тука се предрасудите. Ако некој води емисија сексуална азбука, а згора тоа е учителка, па тоа е па изгледа добро. Тоа е ана тема. Така. Од каде такво знаење? Па не мораш да си, значи практична примена, може нешто се знае и од читањето и од гледањето, не мора човек све да проба за да Откривте ли знае. вие во ваш, не сум го читал лексиконот, нели? Откривте ли што е суштината на сексот? Љубов така. Репродукција. Добро, тоа е сексуална љубовта може да биде и повторна е љубов. несексуална. Да. А добро, Повторна е сега љубов. имаме со нови технологии и репродукцијата може да биде несексуална. Добро, имаме нели порнографија каде што нема мрвка љубов. Љубовта кон создавање потомство, пак е љубовта во основа. Љубовта. Сега дали имаш секс од потреба, физичка, физиолошка, малку поише секс за правење католички. деца или водење љубов или емоции, нели? Затоа и треба се знае дека има разлика помеѓу порнографија и еротика. Имав малку по-католички поглед кон тоа што е сексот, нели? Под влијание си од Не, британскиот ама они стил не се на католици, но постдипломските ако завршиме студии. сега за католиците и односот кон сексот и кон децата, тогаш може да имаме нема потреба. навистина црн хумор Па да, има. во целата оваа Што работа. Да. излезе папата се извини за долговековната педофилија, тоа е нели малку црн хумор, на нешто што се криело зад мантиите, зад кулисите на црквите и најголемиот геноцид врз женскиот свет е Именно. направен токму од католичката црква, нели милиони жени биле палени на клада поради својата сексуалност и тоа баш жени кои биле убави или одскокнувале од нешто затоа што Прогресивни се во прогресивни своето или време, изгледале убаво затоа што така нели им годело на што вели Венко Андоновски во својот роман во Папакот на светот, вели импотентните мажи ги палеле на клада умните жени. Така е. Добро, но ми јас еве општо гледано имам сериозен проблем со целибатот, нели како концепт. Затоа што знаете, јас не верувам дека некој може да остане нормален во целибат, а токму верските лидери, дури во православниот свет, оние владици, па и во католичкиот свет апсолутно сите се заколнати на некаков целибат. права перцепција и улука, ама не сега психолошки човек во целибат не може да биде добар. И сега кога имаш ти дека баш тој што е во целибат треба нас да ни кажува како треба да изгледа општеството, мене ми е проблем. Мислам дека не е толку радикално и дека сексот е навик како и храна. Значи може да се живее без сексот, може да се живее во целибат, може и таму да излезат луѓе кои имаат добар однос кон Наводно они се борат со ѓаволот, нели, Како што меѓутоа и тука може да излезат многу, како што и Библијата не е толкова секој исто. Ама Значи, исто во рацете има, на
злостонник и Библијата може да биде зло, затоа што така е толкува, Пораката во Библијата, јас сум секаде, тргни го листот и каманот, пораката е дека Бог е во секој од нас практично. Како ќе Пак е излезе до од нас. перцепцијата и одлуката како на нештата ќе гледаш така што Пораката од Библијата е всушност еврејско толкување на старите книги од Сумер, но за тоа во некоја друга во некоја друга прилика, за тоа во некоја друга прилика, всушност истата приказна се препишува и се толкува на 100 различни настани, на еден начин за ратустријанците, и имиња различни дават на актерите, на друга страна евреите кои ја создаделе нивната прва секта, нели тоа е христијанството, кое сега владее со најголем дел од западниот свет. Јас сум малку по резигниран со се ова, така што нема некои длабоки пораки, туку е превод на кој како му одговарало превод на една иста приказна на 100 различни начини. Преводот е предавство, што би рекол Горан Стефановски, и едноставно треба на работите малку да се влезе по суштински, по филозофски, пак да се вратам, затоа што филозофијата е мислење за мислењето, научи како мислиме. Ако човек не се научи да мисли здраворазумно, да научи да мисли, да размислува, како? И тоа да е во позитивна насока наспроти негативните мисли. Не може компјутерот да не научи да мислиме, не може да не научи на емоции. Значи ние ќе се роботизираме ако станеме без овие предмети, наставни единици, без толкувањето и без емоциите. Секи се сведе на чиста порнографија. Поздрав до Вике Петровска гледачка, како и сите останати ово утро ги има баеги. Вели, која речитост, која сликовитост и која промена денешното утро со гостинката и емисијата ви благодарам. Не може да ви се заколнеме дека нема да викаме веќе селјаци во емисија, пошто едноставно таа ни е критичната маса. Значи, извинете ни сега тоа, што да правиме, тие сме што сме, државата ни е таа. Знаете како? Јас постојано им се чудев на оние говорни радио од Запад, кои знам да ги слушам, дали американски, дали канадски, британски и било какви, по цел ден што имаат говор, викам, добро, како успеваат овие по цел ден да зборуваат луѓето таму, имаат по една емисија по 4 сати. Знаеш што е 4 сати седнуваме и немаш дилема дека можеме и денешно. Ама не, ние да имаме уште 10 вакви гости, можеме буквално 2 дена да зборуваме цело време. Со ноќна смена, нормално некој ќе не замени. Ама покажавме медиумска одговорност со еве вакви. Да, има, се наоѓа. Не сме само политички. Не сме, значи, нема многу, ама се наоѓа. Знаеме да изненадиме. Ви благодариме за позитивните коментари. Од утре веќе очекувајте полошо. Нешто за крај, како порака, не знам, професорке, нешто кое што може би до медиумите, заменување на наративот, реално, еве не знам. Секако дека медиумите имаат и вина, и позитивни, и негативни да не беа медиумите за овој последниот случај, немаше медиумски да се војни, не сме во медиумска војна и она се што ни се случува, значи моќта на медиумите е огромна, исто како моќта на парите, меѓутоа кога ќе влезат вистински луѓе во медиумите кои имаат добро срце, кои имаат доволна едукација за да излечат максимум од говорникот, тоа се добри медиуми, ние имаме добри новинари, како што имаме добри професори, добри учители, добри наставници. Во суштина, Македонија е една исклучително добра земја, една богата, природно богата земја. Оно што сите нас, на сите нас тешко ни паѓа. Како успеавме во толку добра земја, со добри луѓе, намачени, напатени, како успеавме тој јазик наш насушен, кој постои од 9 век, неодам наназад, да се приспитаме дали некој треба да ни го признае или да ни го препризнае. Само поради лошата политика. Ние немаме добри политичари. Нека се живи здрави, нека се преиспитаат до кога ќе одат по систем личното пред колективното. Кога ќе имаме една политичка гарнитура да мисли само на Македонија, само на доброто на овие деца. Децата ни се лизгаат од раце, заминуваат, не оставаат. Значи ќе биде земја на пензионери. Не ни е добар планот. Колку и да изгледа добро дека Македонија се гради, значи имаме техники, имаме коли, имаме згради, имаме се имаме. Немаме ништо кога ни заминуваат деца. Кои ќе живее во тие згради? Значи, тука ни е генералниот проблем. И буквално еден, како да кажам, учителски
А па јас често пати велам за себе, користам србизам дека сум дежурна лапача, што би рекле дрдорка, и до родителите, оние кои ме познаваат, затоа што луѓе кои не те познаваат може да те испрецепираат гледајќи низ призма на своите очи. Значи секој те доживува како што е. Оно што велиме нарцистички. Го гледаш рефлексијно гледало во другиот тоа што си. Повеќе љубов и грижа кон децата. Ниедно дете не се расипало од љубов, но не љубов преку пари. Љубов во секојдневието, со тоа дете додиш на водно, да му покажеш кој е север, кој е југ. Значи да знаеш што е мов, што е отровна печурка. Да се дружиме со тие деца, ги носиме во зоолошка градина, со нас да одат до театарски представи. Значи повеќе, ба дури и во фризерски салон да земеш. Јас моите синови колку пати сум ги носела, кога не сум можела да ги оставам, иако јас живеав во заедници, се уште живеам во заедница, што е тоа списанието што ги оставаат таму се хаос. Мене кога ме вода уште секам, мајка ми исто вака како вас ме водиш. Уште има травма. Свет внатре, скандал српски, па на средина голи жени, мислам. Треба да се повнимава на списанијата во фризерници. Во моје време имаше практично жена устроена политика со црна хроника. Готвач, евентуално. Но ви благодариме за ова ваше гостување. Малку морам да ви реплицирам. Од економски аспект не е можно ние да заминеме од овде, а некој да не замени. А може и добро е некој да не замени. Замена има и може би Македонија повеќе ќе сакаат некои непалци, бангладешани, да кажам, имаме сингапуркјани, мадо Сингапур е многу подобро, али добро име е сингапуркјани. Ефтина работна сила ќе не замени. Ќе не замена, да. И што не е, јас не го отфрлам апропо, затоа што можеби тие повеќе ќе сакаат Македонија од нас. И повеќе ќе се борат за Македонија. Ако Македонија има работодавец, да, ќе почитува. Ако Македонија има земја на соништата, обично за некој да ја сака земјата, таа треба да биде земја на соништата. Македонија не е Македонија земја на соништата. Добри политичари ќе бев Елдорадо. Со овој природен капацитет, со овие ресурси, ја тоа често пати го велам, па само да извезувавме ние јабучар, а да не увезувавме холандски сова или кумпири за Русија, на или било што правевме, значи само да знаевме да си го новчиме капацитетот. Пак ќе бидам сега, пак ќе ви реплицирам. Во одбрана на политичките елити во Македонија застанувам јас како крајно корумпиран новинар, можеби. Нашите политичари се огледало на нас самите. Систем. Ние ги бираме, можеби ние да се запрашаме дека можеби ние сме лоши луѓе, подли луѓе, можеби ние сме, знаеш онака кои ќе зборуваат против сега гледам нели еве со дилеров се погоди тоа затоа што дилал дрога, луѓе кои у петок чекаат ред у тоалет за да шмркнат линија, сега зборуваат против дилерите, ви се молам, знаеш. Ви се молам, вие сте и после тоа влегуваат да возат кола и сега против дилерот ќе збориме. Крадецот вели, фатете го крадецот. Да, знаете, и многу лицемерно општество сме и можеби политичарите се само огледало на нас самите, понекогаш треба и тоа да го размислиме. И тоа да се надолжам по раката, ако децата креват рака врз себе, меѓу себе се убиваат, ако децата сметаат дека среќата е, не знам таму кој вид на дрога кои се убиствени, нема среќа за нас. Така. Никако родители, никако воспитувачи, ни ништо. Мене многу ме плашат и некако сум тука, оптимизмот ме мириса на глупост, што би рекол Кундера, кога сметам дека работите сами од себе ќе се средат. Мора многу да се засукаат ракави, да се работи врз превоспитување, што е многу потешко отколку воспитување. Значи многу им го одземавме правото на перспектива и на иднина на нашите деца. Ние сме виновни фактично. Во секој случај ваквите јавни настапи имаат и за цел практично влијание врз оние што ги креираат јавните политики, така што сме сепак општествено одговорни и мора некаде да се почнува. Ова емисија ја завршуваме со земјотрес. Земјотрес по Рихтеровата скала со магнитуда 2,7% е регистриран изутрина помеѓу 9 часот и 18 минути за време на оваа емисија, баш тие за време на сексот, кога збориме за сексот, кога збориме во епицентралното подречје Штип Радовиш на 70 километри југоисточно од Скопје соопшти Сеизмолошката обсерваторија при Природно-математичкиот факултет во Скопје.
Не ве стресивме многу, но 2,7 не е лошо. Некој лустер малку се подзанишал. Нека се ниша, барем нешто. Ова е крајот на оваа емисија, почитувани слушатели. Останете со 98,1, читајте lider.mk, претплатете се на нашиот канал на YouTube и стиснете лайк на Лидер на Facebook. Тоа се платформите кои ги имаме за сега. Од наредната недела веќе очекувајте ни на Spotify, иако нешто многу не се користи во Македонија.